Целото тоа наметнување на совршен изглед е внатрешна празнина. Значи, внатрешна празнина која што вели ти не вредиш доволно ваква каква што си, оди, работи, прави пари, работи за некој материјалист, за да можеш да си ги дозволиш тие големи пари, да можеш да се инвестираш во вакви луксузни третмани кои што пак чинат 150-200 евра од еден третман, замислете, и тоа е едно моментално задоволство кое што човекот го добива во првите саат, време, недела, месец, 3, меѓутоа сето тоа го губи ефектот по неколку месеци. Целата таа инвестиција на пари, која што ја дава во тие услуги и третмани, него го прави роб на нешто што реално нема долготраен ефект и бенефит. А кои се последиците ќе се задржиме малку на крајот од видеото. Значи, јас направив едно убаво истражување во кое што ќе ги видиме сите агли на овие современи салони и естетски медицински третмани, масажи, филери, ботокси, значи се она што е наметнато преку маркетингот, и кога сме веќе кај тоа. Тоа се едни луѓе кои што пробале да најдат еден брз начин на правење пари. Во целата суштина и психологија на сето тоа има порив за правење пари и материјално. Повторно се навраќаме на кругот на материјалното, затоа што ти го вбризгуваш, да речеме, тој ботокс и ти плаќаш за него, да речеме, 150-200 евра. Ти трае 3 месеци, 5 месеци, пола година, па и година нека, и потоа ти мораш повторно да ставиш. Тебе те прави зависен и плаќаш огромни суми за пари кои што реално грото на луѓе не може да се ги дозволат. Значи, сепак се работи за маса на луѓе кои што се поситуирани и кои што живеат во изобилство, кои што се богати, а тоа богатство го стекнале токму на ист ваков начин, преку некои начини на брзи пари кои што му наметнуваат на човекот зависност или лажна потреба, и тие го користат тој психолошки момент да ги креваат цените, бидејќи знаат дека луѓето стануваат зависни и ги бараат тие нешта, и на тој начин се богатат. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека и богатството кај многу луѓе што го гледаме е една фарса. Нешто што човекот го измислил со одлична професионалност да создаде углед пред луѓето, без разлика дали е тоа за интернет, за енергија, за секој агол каде што гледаме огромни пари, правење пари од луѓето, тоа се наметнати цени кои што на некој начин ја маскираат таа угледна компанија, затоа што знае дека луѓето се зависни од неа и прават пари на обичните луѓе.